Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, јас денеска нема многу да ве замарам со растегнати беседи. Утре со името на Бога ќе го славиме Богојавление, празник еднакво според своето значење со Божич, Великден и Троица Света, односно Дуота. И денеска, овој ден на вечерен, во очи големиот Богојавленски ден, денот кога нашиот Господ и Спасител Исус Христос се крсти во водите на светата река Јордан и со себе си ги освети, како што ја освети и природата на човекот, од него примена во денот на светото благовештение, кога Господ го изволи и го определи времето, Богородица Мајка, пречистата Дева, да му ја дари на Синот Божи природата на човекот во сета нејзина чистота и совршенства, слободна од сите хибриди и примеси, кои што не и се природни на човечката, соприродни со природата на човекот. А тоа значи дека природата на Христос, што ја прими во утробата на Богомајката, е слободна од гревот и од смртта, две противприродни содржини на природата на човекот во наша смисла. Ниеден од нас, кој што е по природен пат, роден од утробата на мајката своја, не е слободен од тоа лошо наследство, од гревот и од смрт. Богородица Мајка во таа смисла му ја дари човечката природа на воплотениот Логос Божи, а во природата на човекот е содржана природата на космосот, макрокосмосот, сите овие простори, галактички простори над нашите глави, се, ако им судиме според нивниот физички, хемиски и секаков друг состав, се дел или целосно содржини во телесната природа на човекот, поради што човекот со право се третира на физички план како микрокосмос наспроти макрокосмосот. Овој ден пак црквата го определува и му го посветува на честниот и животворен крст како голема подготовка за утрешниот настан. Крштевањето во реката Јордан, чин со кој што дефинитивно човештвото треба да се збогува со крвната жртва, бидејќи не постои крвна жртва поголема од жртвата што самиот Христос ја принесе
за спасение на човекот и на светот. Затоа со неа смета Христос, со неговата крст, жртва на крстот, треба да се заврши принесувањето на крвни жртви. Наместо крвните жртви, Христос Бог ни ја остави безкрвната жртва, лебот, виното и водата, кој што на секоја света литургија, по молитвите на епископот или свештеникот, се повикува животворниот дух свет да наита и да го освети и да го претвори, метаволи лебот во вистинско, реално тело на Богочовекот Христос, а виното пак по силата на истите тие сили, силите на светскиот и животворен дух во реална крв Христова. Не станува збор за символична представа, ама вистина е и тоа дека не треба тоа да се третира во нивната буквална смисла, бидејќи никој од нас не доаѓа за од светиот путир да земе парче од месото на телото Христово или капки од крвта Христова, туку него целиот да го примиме. Секој од нас стапува во целосно единство со Христа, на ипостасен план. И тоа единство, тоа пресуштествување се случува, певам, на енергетски план. Бидејќи на планот на природата Бог за секојаш останува недостапен и непознат за нас. Но тој изнаоѓа начин како себе недостапниот, безпочетниот и безкрајниот да ни стане достапен. Начинот што тој го одбира, за тоа се светите несоздадени божествени енергии и сили, за кои што прекрасно расправа големиот богослов на црквата Свети Григорий Паван. Гледајте, кога се почне човек да зборува за догматски проблеми, му треба сепак многу време и некаква подготовка за тоа. А и денешниот ден, ќе повторам, црквата го обезбедува како малечка, ама преку потrebна подготовка за утрешната радост. Во што е подготовката на овој ден? Во постот што го држиме денеска, во воздржувањето од храна, која што не е соодветна со потребата, чисти и бестрасни, обречени во светлината Господња, да му пристапиме него, над светлосната светлина. Светлината која што е суштина на секоја друга светлина. Самиот Свети Јован, Богослов на почетокот од своето Евангелие ни дава до знаење дека човекот е светлоткаено битие. Човекот е битие од светлина, создадено и за светлина. И се што таа светлина е загрозена од каква год е темнина, е недостојно за човекот. Бидејќи е неприродна, а неприродноста е ненормална состојба.
што човекот ја живее просто, без многу философирање. Све е толку просто и едноставно кажано, ние треба само тоа да го примиме со сиото и со сето срце. И теоријата, како што вели свети Василий Велики пред некој ден, славениот философ на црквата, да ја претвориме во пракса. Зашто вистинскиот живот на христијаните е спој на теорија и пракса. Теоријата без пракса е безсмислена, ниту пак праксата без теоријата е возможна. И така на. Денеска постиме, но не строго, браќи и сестри, бидејќи е недела. Не постои недела во литургиската година во која што се пости на вода. Таква недела не постои. Но постои само една единствена сабота кога се пости на вода, и тоа е Велика сабота. И кога ќе се случи некој голем празник да падне во саботен или неделен ден, немојте да се прашувате, а што треба денеска да се јаде. Се знае дека се јаде на масло и со употреба на вино. Се разбира све во границите на умереното. А мерата му го чува достоинството на човек. Амин. Амин.